ова е што гледате, почитувани македонци и останати, ако не гледаат, се разбира, е античкиот дел на Пулата, го се движи таму од Оскора, од арената наваму. И овде еве античкото е ова од линијата како е надградено, се знае натаму, а надолу е ова од античко време на Пула. Се разбира дека тоа го граделе италијанците. Алдо ќе ни раскажува уште, ќе ни раскаже уште нешто околу ова другата порта овде. И бидејќи јас не ги познаваме, но интересно е што еве се наоѓаме во стариот град, а ова од другата страна е го граделе австријанците и другите во тоа време, но сепак овие го зачувале античкиот дел на Струмичанац. Ајде. Она што ви го кажував за овој пат од озгора улицата, таа излегуваше овде и тука излегуваше се приспојуваше. Тие го затворија. Тунелот? Не тунелот, не. Патот кој оди околу. Аха, да. Лидов. Да. И тие тоа го Сашка, чао. Тие тоа го затворија за да го вреднуваат овој простор, ова се вика домашно, се вика порта рата, што значи порта аурата, златна врата. И ова тука се реконструкции кои се направени во 80-тите години. На времето, во времето на Австро-Унгарија, ова било затрупано до она ниво кај што се гледа на златната врата, затрупано, и таму до нивото на оној зид. Во еден момент решија тоа да го обноват. Мичо, да ги откријат овие... Не си ти од античко време. Još malo pa će biti kao i ja. I ги открија овие две пред врата, пред овие кули, и оние столпчиња што се гледа, тоа е пред врата. Ова врата е всушност еден меморијален споменик. Таа Салвија, една граѓанка богата, на својот син и на својот маж им подигнува, тоа се Сергиевци, им го подигнува тој споменик и на врвото од озгора биле нивните кипови. А целата порта не од оваа страна, туку од другата страна, зашто овој дел бил споен со овие пред вратата и со бедемите, овие тркалезни, а од другата страна таму е свечениот дел и таму тоа било обточено со злато. Микеланџело го има цртано ова и има цртеж од Микеланџело во книгата што е 3000 години.